Веројатно најубавата деловна зграда во Кочани и пошироко изградена кога начело на Атом беше човекот чие име сега го носи булеварот, тогашниот директор Тодосија Паунов, ги ниже годините на пословичната негрижа и неодговорност на оние што се повикани да ги решаваат ваквите проблеми. Зградата е прилично руинирана, многу повеќе од колку што може да се види преку затемнетите стакла од надвор. Во незината внатрешност не функционира речиси ништо, ниту лифтовите, ниту електричната и водоводната инсталација, а инвентарот одамна е уништен и разнесен. Право на собственост на катови и делови од осумкатницата полагаат повеќе фирми, државни и локални институции и поединци. Ама никој не се грижи да си го заштити имотот на каков и да е начин. Ситуацијата е крајно замрсена, па сите чекаат некој друг да ја размрси. Како тргнало, поправо ќе се дочека милионски вредниот објект сам да се сруши од забот на времето, па тогаш локалната власт ќе има право и ќе мора на свој трошок да ги отстранува угнатините. Апсурдот да биде типичен за нашиот менталитет, повеќе се радуваме на некоја државна или странска помош од неколку стотини илјади денари, а не го цениме и спасуваме тоа што вреди милиони. На обичниот граѓанин му е несватливо толку ли е невозможно некој да ги собере представниците на доверителите и знаејќи дека поединечно не може да ги наплатат побарувањата, да постигнат некаков договор да се откажат од нив за да се ослободи зградата од имотно-правните блокади и да и се додели на општината, да и најде некој чаре. Или пак за тоа е потребен некаков личен интерес кој и порано и сега никој го нема. А управната зграда на Атом од најубавите години кои се паметат, тогаш вработените околу 1800 така е направена што уште долго ќе ги срамува жителите на овој град, бидејќи иако на незиниот врв растат дрвја и дува промаја низ искрашените прозорци, таа обстојува и чека некој да се сети и да и посвети внимание.